Добро дојдовте во новото издание на Живот во зелено. Денес имам двајца гости со кои во следните минути верувам ќе поразговараме на интересни теми, верувам дека многу работи кои досега ви беа нејасни, ќе ги разјасниме на еден малку по-лежерен и по-опуштен начин. Марко Бислимовски од мојата лева страна, председател на регулаторна комисија за енергетика и водни услуги, така е целото име на комисијата, и Виктор Андонов, советник за енергетика во кабинетот на премиерот Ковачевски. Добре дојдовте, господа. Добро, се надевам пријатно е вие во Велес. Не сте чести гости во Велес. Мене ми е драго што токму во мојот подкаст сте гости. Нормално, темата е енергија, обновливи извори на енергија, но и се што е поврзано со енергијата. Излеговме од една тешка криза, не само во Македонија, светска криза, но Македонија можеби е земја која можеше да биде многу ранлива заради старите капацитети производствени за струја. Успеавме некако да пребродиме. Како ќе ја оценим? Значи, од кризата, која што самата суштина беше финансиска криза, немаше недостаток на ни електрична енергија и природен газ, имаше проблем со исклучително високи цени. Така да, од тој аспект, цените се стабилизираа, не се луди како што беа лани ова време во годината, која беа 300, 400, 500 евра. Сега гледам баш денешните тргувања на Хупекс и фјучерсите што се, тие ни се побитни, се некои разумни цени, околу 160 евра е за четвртиот квартал. И тоа е за 3 пати повисоко од колку што беше во едни но сега не е нормално тоа. И сега викаме добро е, не е барем 400, 500, 160, значи ни предстои уште една сериозни предизвици пред се од аспект на цена, но верувам со инвестициите во обновливи извори што се направија пред се од приватниот сектор, ќе бидеме малку повеќе релаксирани од аспект дека трговскиот дефицит ни е далеку подобрен. Првите 6 месеци потребите од увоз се историски најниски, негде се околу 2-13%, така да од тој аспект нешто имаме релативно подобра ситуација. Се уште ги имаме старите термоелектрани, од тамо ние не можеме да очекуваме и да кажуваме дека ќе нема испади ќе има, поради тоа што тоа не можеме да очекуваме 40 и повеќе годишни електрани дека ќе работат безпрекорно. За прв пат електраните во Битола веќе година и половина работат со и увозен јаглен, така да сето тоа си има проблеми при работењето. Значи, ако сме добро организирани како изминатиот период, мислам дека ќе немаме никакви проблеми. Ја спомнавте Хупекс, берзата, пред неколку месеци се промовираше македонската берза на струја, за кое што беше кажано дека таа ќе биде репер на... Сега за... Зашто се уште Хупекс? Не, Хупекс го кажуваме, бидејќи најголем дел од тргувањата се прават тамо, но сега носиме еден нов тарифен систем, каде што во самиот тарифен систем за продажба на електрична енергија, тој е на универзален снабдувач и снабдувач во крајен случај, во самиот тарифен систем нема да се реферираме повеќе на Хупекс, ќе се реферираме на македонската берза, која што работи од 10 мај, има добар обем на тргување, тој обем е во постојан раст, така да и работи на пазарни принципи, тоа што и нема во други берзи, во регионот има задолжително тргување на берза, кај нас нема, и треба време да го зголемува својот обем на работа и со тоа ќе се подобрува и ликвидност. Андонов, верувам дека почна веќе мобилизацијата во владата за предстојната сезона, за зимото кој е пред нас. Ме интересира, спомна и Бислимовски, експанзија на фотоволтаици, на извори, обновливи извори на енергија. Колку тие можат да ни помогнат да пребродиме една ваква зима каква што имавме? Веќе го имаме искуството за една година во која работеа поголем дел, но во периодов кој следуваше се повеќе и повеќе лиценци се издава. Така, видите, пред како што напомена нели во своите одговори председателот на регулаторната,
Во минатото немавме инвестиции во енергетски производни капацитети и пред 10 години се дебатираше зошто не инвестираме дури и приватни инвестиции, зошто нема државни инвестиции. Тогаш имаше многу одговори од разни експерти дека цената на струјата е многу ниска и не ни треба да инвестираме во нови производни, туку ќе се ја купуваме на берзи, тогаш се движеше 30 на евра. Сега вие ако сте приватен инвеститор и треба да планирате кога ќе ја вратите вашата инвестиција, со 30 евра нема да ја вратите брзо и тоа ги демотивираше инвеститорите. Сега тоа што се во тие разговори, да речеме, анализирало и се разговарало, се потврди со оваа криза, бидејќи веднаш кога цените дојдоа до некои 500, 600, 700 евра, па сега веќе се прават некои анализи за наредните 3 до 5-10 години, инвеститорите гледат поволна клима за инвестирање, токму и тоа се случи и сега. Еден од аспектите беше секако самите компании да си го најдат својот пат, нели, да бидат помалку ранливи и зависни од берзите, и тие мислам дека најголем напредок имаме токму во тој дел. Самите компании инвестираат значително на своите кровови во фотонапонски централи за да си ги намалат своите сметки и зависноста од берза, а вториот начин беше токму поради високите цени на берзите, многу инвеститори ја видоа можноста во инвестиции во обновливи извори на енергија, посебно во фотонапонските централи. Владата минатата зима си на дневна основа ги информираше граѓаните колку се произведува во термоелектраните, колку се произведува струја во капацитетите од обновливи извори. Имате ли еден сублимат како поминавме претходната година? Колку произведовме од фотоволтаици, колку произведовме од ние другите извори? Тоа што го направи владата, нели, остана видливо во јавноста, кај експертите и кај медиумите, бидејќи поучени од претходната година кога се пласира многу дезинформација, неточни информации дека од утре ќе имаме рестрикции, дека немаме јаглен, немаме вода, дека граѓаните ќе останат без парно грејење. Во владата се, нели, врз основа на направените анализи и дебата, дојдовме до идеја дека треба дневно да ги информираме граѓаните, да ја подигнеме транспарентноста на највисоко ниво, се со цел избегување на паника кај населението, и мислам дека тоа и го постигнавме. Имаше објавено заклучно со кризата, нели, имавме редовен прес, кај што направивме еден пресек со тоа колку пари се префрлени на државната компанија и колку било остварено производството. Мислам дека беше надминато, имаше точни бројки над 40% во споредба со периодот во претходната година. Така да ангажманот даде резултат, бидејќи... Имате ли податок колку од вкупно произведената струја отпаѓа на обновливите извори? Видете, во процент, не мора да ми... мислам дека производството наше се движи од 27 до 30% и тоа е нотирано во извештај, годишен извештај на регулаторната комисија за енергетика. Меѓутоа, многу е важно кога споредуваме, нели се споредува обично и со други европски држави, колку е учеството на обновливи, треба да направиме две споредби. Едната е учеството на обновливи извори во домашното производство на електрична енергија, друго е учеството во финалната потрошувачка на енергија. Во финална потрошувачка на енергија се движиме некаде околу 19-20% и тоа е некаде во трендовите во Европската унија, додека кај производството од обновливи директно кој влие на производството на електрична енергија имаме значителен пораст во последните неколку години. Тоа е најголем фактор пред се фотонапонските централи. Регулаторната комисија месечно објавува и еве сега, нели, за 5-16 месеци имаше објава дека се инсталирани нови 270 мегавати фотонапонски централи. Алармиравте на неколку пати дека треба да се биде внимателен во издавањето лиценци, бидејќи мрежата не може да ги издржи сите овие инвестиции. Значи, регулаторната комисија за енергетика е на крајот на целиот процес пред да започне да работи една електрана и да предава електрична енергија на мрежа. Така да прво треба да имаат одобрение за градба и да имаат согласност за приклучување на мрежата, дали е преносна или дистрибутивна мрежа, и кога операторот пред да се приклучи секоја електрана прави анализа и сега веќе почнуваме да имаме и случаеви кога операторот на дистрибутивниот систем одбива барања за приклучок на нови фотоволтаични електрани. И тој процес ќе трае се повеќе и повеќе и ќе има и други такви случаеви. Она што е битно што треба да се направи е
тамо каде што може, каде што постојат технички услови, да се подобрува капацитетот и на дистрибутивната и на преносната мрежа. Значи, се додека нашите оператори, МЕПСО за преносната мрежа или ЕВАН за дистрибутивната мрежа, даваат согласности за приклучување, тоа значи дека нема никаков проблем во однос на функционирањето на системот. Дополнително, тамо каде што треба, ќе треба во одредени подрачја во државата да се зајакне дистрибутивната мрежа и да се изградат нови трафостаници дистрибутивни кои ќе бидат приклучени на преносната мрежа за да се зголеми капацитетот и тоа е процес кој што веќе трае и ќе е започнат и трае. Но треба да се знае дека, како што кажи Виктор, имавме сериозен наплив на инвестиции и сега ако очекуваат инвеститорите дека ќе... Не, тоа е одлично, пошто ни намалува потребите на електрична енергија од увоз. Од овие фотоволтаици се некаде околу 210-215 мегавати, половината се изградени на кровови на компаниите. 210-215. Ајде да им појасниме на гледачите што значи тоа. Тоа е инсталиран капацитет. Да, да направиме споредба една вака сега, ние која една фотоволтаична електрана во просек може да произведува електрична енергија според колку имаме сончева радиација во државата, е негде околу 1500 часови годишно. Значи, да им објасниме на гледачите, например, ако 100 мегавати термоелектрана може да работи во нормални услови помеѓу 5.500 и 6.000 часа годишно и би произвела, да речеме, околу 600.000 мегават часови, оваква фотоволтаик ќе произведе 4 пати помалку. И кај фотоволтаиците е карактеристично тоа што нивното годишно производство 70% е сконцентрирано во точно одреден период. Тоа е значи некаде од април па до кај септември и од аспект на водење на системот, фотоволтаиците се малце попроблематични, бидејќи се предвидува прогнозата, тоа не е проблем, но има технички проблеми, знаат да прават фликери кога трепкаат сијалиците дома, може да има влијание и се повеќе ќе има од тоа ќе го прават фотоволтаиците. Но како тренд е одличен, од тој тренд нема враќање назад. Цела Европа оди тамо, цел свет оди тамо. Треба да се обезбеди хидроенергија за балансирање и тука е одлична работа, сега што излезе во последно време и тука се очекува брз развој е на батериите. Да. Батериите ќе може да ја складираат таа електрична енергија и самите производители ќе бидат заинтересирани да поставаат батерии за да си го подобрат својот пазарен продукт. Во текот на денот и нашата берза и сите берзи во Европа имаат ниски цени. Конкретно во неделата на Хупекс берзата цената беше во одредени часови, мислам околу 13 часот беше минус 500 евра. На нашата берза беше 1 до 2 евра. Минус 500 евра. Треба значи, да платите за да треба да ви платат за да ја земете струја. Да, има и такви случаи кога плаќаат за да им се земе струја. И тоа се случува. Нема потрошувачка. Има огромна понуда, нема побарувачка, но веднаш кога заоѓа сонцето, цената си се враќа на 120-130 евра за мегават час. Значи за тоа се добри батериите. Кога сите произведуваат има така, се добри батериите за да може пазарниот продукт да биде подобар на производителите. Но батериите се уште со цените високи и тешко достапни, неисплатливи се уште. Мислам дека бизнисмените во Македонија, освен собственикот на Брако Кочо Андјушев, порашниот вице-премиер, кој рече дека ќе воведе батерии, не сум слушнал дека некоја на фотонапонска централа инвестира во батерии. И кај батериите се гледа и на европско и светско ниво на голем напредок во иновациите и во падот на цената. Сега ако видиме дека пред 10 години 1 мегават на фотонапонска електрана беше околу 3 до 4 милиони евра, а денес е 600 до 700 илјади, значи технологијата се развила, производството се зголемило, или цените се намалиле.
Така да мислам дека токму тоа ќе се случува и кај батериите, мислам дека веќе имаме сериозно намалување и на нивните цени. Сега тренд кај големите производители, еве да речеме во Кина, се работи на развој на она издржливоста на батеријата, да не биде повеќе од 4 часа, бидејќи тоа ќе има сериозно влијание на, како што каже и Марко, на финалниот продукт на електричната енергија. Имав прилика да присуствувам во мај на Белград Energy Forum и таму беше директорот на Rimac Energy. Значи сега Rimac автомобили формираше посебна компанија за која ќе се занимава со енергетика, ама посебно во делот на развој на батериите, и таа се вика Rimac Energy. Значи енергетска криза ги разбуди некако бизнисмените да почнат да. Па она што го кажуваме нели ние во владата медиумски дека кризата се отдаде нови можности, така да сега мислам дека концентрацијата е кон зголемување и подобрување на перформансите на батериите, а со самото нели зголемување на производството, порастот на потрошувачката ќе имаме само и пат на цените ќе бидат прифатливи. Сега Андонов, колку кризава ги разбуди државните институции да вложуваат во капацитети? Чебрен веќе историски проект, се зборуваше дека токму Чебрен е едно големо решение на проблемот. Така, Чебрен како проект со последните трендови во последните 5-6 години еве со оваа енергетска транзиција станува, ако претходно сме кажувале дека бил значен, сега станува неопходен, затоа што Чебрен ќе биде најголемата вештачка акумулација во Македонија. Тоа е едната работа. Втора работа, принципот на работа ќе биде реверзибилен, односно пумпно акумулациона централа. Таа ќе може на времето кога се правил проектот и анализите покажуваат дека Чебрен ќе продава струја во високите тарифи, така преку ден кога е најскапа, а ќе пумпа навечер кога е најефтина, затоа што порано сите системи биле базирани на термоелектраните. Преку ден работеле, навечер морале да работат и тогаш цената била поевтина. Меѓутоа сега Чебрен може да се случи да пумпа преку ден, кога ќе имаме огромно производство на фотонапонски централи, Чебрен може да ги балансира кога ќе се појават вишоци. Значи, затоа кажувам, проектот е неопходен. И тој може да ни овозможи транзиција не само на Македонија, туку и на регионот. За жал сме изгубиле 15 до 20 години од неуспешни тендерски постапки. Да, и се уште мислам дека сега моментално имаме отворена тендерска постапка, имаме отворена понуда од грчкото државно веќе не е државно, веќе се продаде најголемото грчка енергетска компанија PPC. Понудата се евалуира, сега станува збор за многу комплицирана понуда, има 3 дела технички, правен и финансиски, работат и странски консултанти. Ја очекувам дека еве до завршетокот на летото ќе имаме позитивен исход. Што значи тоа? Ако се заврши до крај, тоа значи дека во наредните 7 до 10 години треба да се изгради. 7 до 10 години. Да, пошто тоа ќе биде, мислам дека една од најголемите брани во светот, бидејќи предвидената брана е 197 метри. Тоа ќе биде многу комплициран проект. Една од најголемите брани во светот по висина. Ќе биде тешко проектирањето, бидејќи тоа е огромен капацитет. Во моментот се работи на студија за влијанието врз животна средина, што во минатото не се правела, и таму ќе имаме и сериозни мерки за заштита на животната средина или на митигација имаме таму, бидејќи тоа е недопрен предел, природата нели таму не е допрена, има многу видови на животинки таму. Очекувате да имате проблем со екологистите? Не, бидејќи вака сега за прв пат сега се случи при подготовката на стратегијата во 2019 година да ги вклучиме и невладините организации во тој процес, и тие широко ја поздравија, тие ја промовираа стратегијата и сме разговарали со нив за нели можниот енергетски развој на државата, и тие го гледаат Чебрен како една од основите за енергетската транзиција. Бидејќи ако го немаме Чебрен, ќе биде уште поограничувачка, да речеме, потенцијалот на инсталирање на ветерници, на фотонапонски централи, бидејќи најдобрите батерии се хидроелектраните. А Чебрен како капацитет пумпно акумулационен има огромен потенцијал, така да мислам дека и оваа влада еве треба да направи се што е во нејзина надлежност, да вложи целата енергија, овој процес да се заврши, бидејќи е есенцијален за енергетската транзиција. Висливовски, ја испуштивме шансата со ТЕЦ Неготино пред 15 на години, кога имаше понуда за инвестиција и таа да се трансформира во централа на газ. Чебрен
еве, некако тешко се бутка. Единствената изгледна шанса за Македонија е интерконекторот Александрополис. Види се, ние кога спориме за енергетика, треба да спориме дека ние сме држава која што во минатото покажала дека има стручњаци, има експерти да изградат електрани. Од 1945 до 1990, значи за 45 години во Македонија се направени 1500 мегавати инсталиран капацитет на електрани, што хидро околу 500 и нешто и остатокот е термоелектрани. И сега ние да видиме што сме направиле. Македонија е независна од 90-та, 33 години помина, колку сме изградиле. Значи, далеко сме под тие 1550 мегавати, сме ги направиле Козјак, како држава, зборам, Света Петка и ветерна електрана во Богданци. Сето друго е приватна инвестиција. И Тето во Скопје, како најголем проект во независна Македонија. Така да, треба тој потенцијал и кадровски што го имаме, мора да го искористиме за посериозен развој во енергетиката. Значи, Македонија ги има започнато постапките за изградба на интерконекција со Грција во однос на природниот газ. Тоа ќе ни овозможи да доаѓа природен газ и од Азербејџан, ќе ни овозможи да доаѓа природен газ и од ЛНГ терминалот во Александрополис, каде што ќе учествува и нашата држава и ќе има соодветно учество. И кога збориме за искористувањето на природниот газ и во Европа, природниот газ е најмногу користен за производство на електрична енергија. И ценовната криза во Европа започна во моментот кога неконтролирано започна да расте цената на природниот газ. Сега, какви електрани да правиме? Треба да правиме електрани таму каде што има когенеративни постројки, што произведуваат и електрична енергија и топлинска енергија. Таква имаме една само, мислам. Таа имаме во Скопје, таа е Тето. Таму каде што има потенцијал да се гради дистрибутивна мрежа за топлинска енергија во државата, тоа треба да се направи сериозна анализа каде има, дека во Скопје искуството покажува дека онамо каде што користат куќи топлинска енергија, цената е исклучително висока, поради тоа што е само еден објект и трошоците се далеку поголеми. Значи, покрај тоа треба да се прават и гасни електрани и при тоа треба да размислуваме да влегуваме и во регионални проекти. Зошто во Тетово да не се направи една голема гасна електрана во која што би учествували и други земји од регионот. Македонија во 80-тите си учествувала во изградбата на еден од блоковите во Косово и си имала електрична енергија во следните 20 години. Значи, многу е Не се лажем, тоа е направено заради железара. Така е. Значи, тоа е, како да ви кажам, и таа економија што да вика во социјализмот беше базирана во најголем дел на и планирање, и на пазарни принципи и на потреби да се обезбедат. Така да едни се трошоците да го правите 600 мегавати, а други се трошоците кога правите 100 мегавати. Ако правиме сами за нас, ќе се направи проценка, тоа се 200-300 мегавати не треба. Но ако се прави регионално, тоа е добро, да се вклучат и други земји од регионот, за да бидеме поконкурентни. Инаку, вие ако гледате после 90-тите, во целиот регион не се изградени нови производни капацитети. Тоа што се гради било обновливи извори. Не знам, во Босна и Херцеговина е направена една термоелектрана Станари, таа е приватна инвестиција. Малце хидроелектрани се направени и државите немаат многу инвестирано. Види, тоа бе сите живеа на старата слава од СФРЈ. Значи сите имаме истата полка. Не, истото го има. Босна сега извезува, е шести најголем извезник во Европа, поради тоа што го направиле во Југославија. Ајде да не гледаме Југославија. Бугарија е најголем, е пети извозник во Европа. Козлово, да. Поради тоа што е направено во еден претходен период. И некако во цел регион се живееше на стара слава. Би имаме ние
ама се покажа кризава колку сме всушност ние ранливи, особено увозно зависните земји. Дека во цела оваа криза сериозни проблеми имаше и Србија, и Албанија, и Косово, значи тоа се сите земји кои што увезуваат. Исто така и во Грција не беше. Но ние покажавме сега годинава среде криза дека ако сакаме можеме да ги засукаме ракавите и да си произведеме сами струја. И мене ми е криво тоа што го покажуваме само во криза. Да. Зошто ајде да поразговараме малку по тоа? Абе види сега, лани преклани тоа не го правам зашто последните 30 години државната најголема компанија не направила една когенеративна постројка. Да ја направи од 300-400 мегавати, ќе го решало загадувањето во Скопје, топлинска енергија ќе имало сегде и ќе имало производство на електрична енергија. Ние секогаш кога ќе дојде да се реализира голем проект во Македонија, прво што се кажува не чини. Зашто не чини? Никој не кажува тука. Така, знаете, си проаѓа времето и од тоа не чини. Ние за време на енергетската криза си плативме една когенеративна постројка од 300 мегавати. Или Чебран. Така е, сами си го плативме се. Ајде, ќе увезуваме јагле, нема проблем. Гасот отиде до невидени мазут и да се помогне само да даде пониска цена, што е логично, за да дека на крајот на денот не можеме ние да очекуваме од домаќинствата дека може да поднесат пазарни цени. И поради тоа, од тоа не може од старт, ние потрошивме за година и пол, две, една гасна електрана, која што сега не да дававме пари, ќе заработувавме пари. Дефетизмот скапо го плаќаме. Така е. Воред енергетска транзиција беше планирано да се случи до 2030, но енергетската криза, односно кризата светска, ги поремети плановите. Инаку пред тоа почна да се подготвува рек Битола за трансформација на термоцентрала од јаглен во термоцентрала на газ. Што се работи на ова поле? Ајде, во владата се разговарали да се продолжи транзицијата. Во 2018 со донесувањето на тој пакет закон за енергетика со подзаконските акти па подоцна стратегија за развој на енергетиката, владата го трасираше патот и кажа одиме во енергетска транзиција. Со новите мерки за поддршка, бидејќи сега ние гледаме регулаторна комисија кажува за 16 месеци се издадоа 270 мегавати, меѓутоа ние условите и акциите ги превземавме од 2018 и 2019 со новиот закон, со новите мерки за поддршка на обновливите извори, па првите тендерски процедури транспарентни за изградба на фотонапонски со премиум тарифи, сите тие чекори на крај го даваат овој резултат затоа што кај нас обично луѓето, самите приватните инвеститори чекаат да видат како ќе трне работата, па дали ќе функционира, ама од кога видеа дека трне и функционира, сега засилено влегува во идел и мислам дека полека транзицијата е започната. Ние не можеме сега да се преиспитуваме дали ќе ја направиме или не, транзицијата почнала. Спаѓа ли во транзиција и оваа експанзија на фотоволтаици? Така, и тоа сега е добро што ја прави приватниот сектор. Пошто кај нас обично, не само кај нас, гледам дека тоа и во регионот, приватниот сектор предњачи пред државниот сектор. Државниот сектор зависи од политика, од дневна политика, одлуките се носат многу поспоро, додека кај приватниот сектор треба да се носат во текот на денот, дури неколку одлуки во текот на денот. Така да добро е што они го водат тој пат, ние државата треба да им создаде услови преку олеснување на процедурите. Мислам дека тоа го направивме тука. Така да таа транзиција почнала. Ние сега рековме во таа стратегија 2030 реално врз основа на некој сценарио, некој модел, што се моделираше, меѓутоа ако збориме за затварање на термоелектраните, меѓутоа ако во меѓувреме се изградат гасна електрана во Битола, дали ќе се ревитализира или ќе се изгради нова гасна електрана во Неготино, да се изгради во 2300 Чебрен, и тогаш со сите тие капацитети можеме да кажеме да направиме енергетска транзиција. Меѓутоа, јас верувам дека и сега е можно во 2030. Ако засилено инвестираме да се реализираат овие проекти. Ако не се реализираат и 2030 нема да биде достижна, меѓутоа, сега гледаме дека
Во оваа година веќе се започнуваат активности за изработка на нова стратегија за развој на енергетика, затоа што по нашиот закон за енергетика таа се работи на 5 години и ако гледаме дека во минатото на секои 5 до 10 години се појавиле некои светски далече случаеви кои ве натерале да правите нова политика во енергетиката. Во 2011 се случи инцидентот во Фукушима. Тогаш светот беше предодреден дека ќе инвестира во нуклеарни електрани, меѓутоа после тоа еве се затвараат. Сега пак почнуваат некои активности да се отвараат нови, така да мислам дека сега е прав момент да видиме што не научи прво и ковид кризата, таа да не ја забораваме, па кризата со Украина, бидејќи ако претходно нели сите мислеле дека мора да ги затвориме термоелектраните, мислам дека сега дури самите финансиски институции викаат не мора да ги затварате, може некоја да ја чуваме на стендбај за вакви ситуации. Сега фокусот е да не се отварат нови рудни резерви. Да. Да не се еве неготино, ние во енергетскиот сектор се зезавме 15 години. Ама се најде рани. Меѓутоа оваа година, откако се да кажеме пред нова година, во декември се пушти во работа со комплетен капацитет, работеше некаде до април, мислам дека во регионот немаше електрана што работеше комплетно со двата блока без ниеден испад, пошто Неготино е термоелектрана. Така да се покажа нели ладната резерва дека навистина се покажа како резерва и ни го одржа системот, така да мислам дека ние ќе се затвори, да речеме, кога тогаш битува ќе се затвори, не само ради тоа што политиката бара туку нели за заштита на животна средина, немаме јаглен, така, ама еден блок мислам дека ќе треба во тие сценарии што ќе се прават, еден блок да стои спремен. Впрочем, и една Германија која е многу понапред во тој дел не ги затвори во овој период, да, и дури ги затвори, ама термоелектрани им стоја на стендбај. Им стоја, ги вклучија сега за време на кризата. Така да ако размислуваме за сигурно за снабдување, секако треба да размислуваме на таа варијанта, а термоелектраните многу е важно дека ќе се затворат, јас мислам дека пред се ради економски причини. Затоа што во моментот во Европа се плаќа CO2 такса, нели работи тој EU ETS систем или Emission Trading System, каде што 1 мегават час се плаќа 100 евра. Економски причини, ама да, предизвикани од заштита на животната средина, што исто така е многу важно, а некако го подзабораваме. Сега во тој контекст велиме фотоволтаици, сите некако зборуваат за фотоволтаици, што е со ветерните паркови, што е со гасните, биогасните централи, има ли интерес кај приватниот сектор? Една биогасна централа веќе е отворена во Саранзалино, ветерен парк кај Штип мислам дека има приватен. Има ли други иницијативи? Не има, значи имаме ние ако ме прашувате од аспект енергетски аспект и еколошки, за мене биогасните електрани се најдобри. Поради тоа што тоа е термоелектрана која што дојде ќе го вреднувате горивото, односно биоразградив материјал, цел процес што треба да се направи да се биоразгради, може да работи во текот на цела година. Освен кога ќе треба да се направат еден месец и пол ремонти, и кај нас веќе има 6,1,7 мегавати, Сарамзалино 9, негде 16 мегавати има. Сега таму е проблем да се обезбеди репроматеријал. Односно по-специфичен е по-специфичен треба да имаме што повеќе фарми, сточни. Така е. Исто така и друг вид на отпад може да се користи. Што е тоа? Што може да се користи друго? Не, па може, например, семки од растенија се сметаат доста калорични од аспект за производство на електрична енергија. Ако гледате едни од најкалоричните што ги сметаат се семките од маслинки. Може да се користат, што ја знам, остатоци кои се кројат лозја, се може да се користи од оризова арпа, значи повеќе работи може да се користат. Ветерни електрани во моментов имаме две, една во Богданци, една во Свети Николе, една е државата. Да, а сега во моментов се гради и нова кај Демир Капија, 50 на 60 мегавати, таму се започнати веќе сериозно градење. И таа е државна? Не, таа исто е приватна инвестиција. Кај нас во државниот скапа ли е инвестицијата, затоа ли е помал интересот во градење? Кај нас овие ветерни електрани што ги имаме користат фидин тарифа, повластена, бидејќи пред 3-4 години ги добиле тие повластени тарифи.
цената е 89 евра за мегават час. Порано викаа дека е многу скапа таа цена, а сега се покажа во кризава дека беше повеќе од 7-8 пати поевтино отколку што е на пазар. Така да ќе има и ветерни електрани, се најавува еден сериозен проект. Германскиот ВПД треба да гради во околу 416 мегавати на границата со Бугарија. Има најава исто таков проект АКУА, француски проект фотоволтаик околу 400 мегавати, така да ќе има повеќе инвестиции, плюс приватниве си функционираат. Сега кај нас доаѓаат наред, ги гледам побарањата кои што ги поднесуваат и поголеми фотоволтаични електрани, 10, 15, една има 55 мегавата, така да тоа е тоа. Тоа ќе се случува и ние треба во целиот овој период, овој бран кој што е во Европа, нема да се промени. Тоа што беше порано цена на електрична енергија во тек на ден да е најскапа, сега е најевтин. И тоа ќе трае додека не дојде до посериозно инсталирање на соларните електрани. И ние треба да се однесуваме така како што е во моментов, да не правиме филозофирање и да слушаме муабети како било пред 15, пред 20 години. Од тоа кажување како било, се доведовме во сериозни проблеми во енергетиката. Значи, трендот е тој. Нема тој да се врати назад. Тоа не е тренд во Македонија, тоа е во Европа. Европа со започнувањето на украинската криза и проблемот со снабдувањето со природен газ, Европа повеќе нема да се ја повтори грешката да зависи од руски газ. Иако се прати, тие што пратат, што анализираат, драстично е намалена потребата на руски газ во Европа. Се менува цела гасна инфраструктура и се инвестира во обновливи извори. Ако цената на фотоволтаиците за 12 години по инсталиран мегават падна за 5-6 пати, кај батериите тоа ќе се случи за 3 до 4, од 3 до 5 години. Значи, тоа е тоа и така ќе функционира. И на крај целата приказка ќе заврши по 20-30 години оваа електрична енергија од обновливи извори да се користи за производство на водород како најеколошки енергент. И тоа е тоа. Ако тоа сега ние го испуштиме и почнеме да живееме у филмови дека ние ќе правиме нови термоелектрани, значи не можеме да направиме. Како што каже и Виктор, пред да запалат во Европа една термоелектрана да работи, 100 евра за мегават час кошта. Ги вклучија термоелектраните поради тоа што пазарните услови беа такви. Да. Струјата беше скапа на берзите, да. И поевтино беше да се почна да се намалува цената и тие ќе почнат да се ги исклучуваат. И дополнително вие не може да најдете банка, европска или американска финансиска институција или меѓународна, кинеска веќе, која што и во Кина веќе не даваат кредити за инвестиции во термоелектрани. Тоа е тоа. Мора овој моментум сега што го имаме во однос на обновливите извори, мислам по глава на жител имаме најголем број на инвестиции во регионот. Тоа не се случува ни во Србија, ни во Босна, па дури ни во Хрватска. Кај нас има најголем број на новоизградени фотоволтаични електрани, а сега ни доаѓаат најголеми, да треба 100 мегавата да дојдат во Осломе и други кои што ќе се градат во наредниот период. Во Осломе веќе започна транзиција. Да, таму имаме јавно паметни да го искористиме моментот. Примерот на Осломе, пошто го спомнавме, нели ние кажуваме дека првата фотонапонска 10 мегавати, сега 10 мегавати нели не е некој голем капацитет, меѓутоа символиката дека сега бев таму пред месец дена, дека на местото на имаме слика како работи Осломе и овде имате фотонапонска електрана. На местото на стар упропастено земјиште, дури сега местото е позелено од кога немало фотонапонска електрана. Значи тоа сега треба нели да се прават и анализи од тој аспект дека нели некои кажуваат од екологистите дека не може ништо кога ќе се изгради фотонапонска се ќе се уништи. Не е точно. Така да слушајќи го сето ова, Андоно, се движиме ли во енергетиката во вистинска насока? Кога Македонија ќе стане
нема да биде толку зависна од увоз или можеби ќе стане и извозно ориентирана земја? Еве, Преска, на претходното прашање, нели, кога зборевме за транзицијата, кажав, ако ги изградиме сите тие работи до 2030 може да ги затвориме термоелектраните, треба да продолжиме со инвестициите, треба да носиме одлуки. Сега, ако се вратиме назад, зошто не сме инвестирали, јас бар, еве, колку веќе работам, 17 години во енергетскиот сектор, сум слушал муабети и 90, и 92, и 93, кога требало да се гради Чебрен, не се носиле правилните одлуки во правиот момент. Дали луѓето немале капацитет да ги донесат, дали се плашеле, дали имало други влијанија, меѓутоа не се носеле. И како поминува времето, проектите стануваат полоши, така, бидејќи некои проекти, еве, Чебрен, тие што ги знаеме, Галиште, Бошков мост, некој ги планирал во 68, во 70 година имало други прилики во светот. Сега се други. Така да требало да се носат одлуки на времето, не се носеле. Не треба сега, треба врз основа на ова искуство што го имаме сите, еве во овие 30 години, пошто политичарите носат одлуки, така, министрите, владата, нели се менуваат партии, меѓутоа сите треба да... Но советувани од советници како што сте вие. Меѓутоа треба да се носат храбри одлуки. Некогаш ќе Имали донесете и погрешна одлука, меѓутоа... Имаме ли храбри министри во секторот и храбар премиер? Јас се надевам дека имаме. Премиерот доаѓа од енергетскиот сектор. Сега мислам дека оваа шанса што има оваа влада со овие работи што ги кажавме, со големиот ветерен парк, со фотоволтаичната електрана во Штип, таа треба да биде и агриволтаик прв во овој дел од регионот. Значи, мислам дека агриволтаик значи волтаици кои ги штитат, го штитат земјоделски производство, органско производство и за производство на фотонапонски електрани. Значи, ние по Осломе сме веќе пример во регионот, веќе почнаа во Босна, во Србија да работат на истражување како може истото да се примени таму. Значи, ние сме сега позитивен пример, се снимаат посебни серијали во Европа, како ќе се презентира транзицијата во Осломе. Јас мислам дека можеме истото да го направиме и со големиот ветерен парк на германската компанија, на францускиот проект. Значи, тоа се проекти кои што треба да ни донесат бенефит и нови искуства. Ние и тука треба да го гледаме моментот, пошто не е само да изградите фотонапонска електрана. Тоа не е тешка работа. Овој делот со развој, бидејќи како се движиме во иднината, гледаме дека и производството на храна и земјоделието ќе станува предизвик поради климатските промени. И таквите проекти, ние треба тука да покажеме дека функционира и енергетика и животна средина, и земјоделие. Нели, тоа е на крај одржливиот развој е тоа. Да покажеме дека во еден момент функционира сето тоа. И мислам дека имаме таква шанса и дека треба више да се донесат одлуки, еве како што кажа, да се донесе храбра одлука, да се пуштат законите во парламент и на крај да има граѓаните да имаат бенефит од тоа. Така. Бисниовски, се прирашуваме сосема за крај. Изјавивте пред неколку дена дека Македонија има најефтина струја после Србија во регионот, но не смееме да заборавиме дека и струјата која граѓаните плаќаат е субвенционирана од буџетот кој што му плаќа практично на ЕСМ за да може ЕСМ да ја продава по таа цена по која што ја продава. Излегува дека граѓаните некако два пати плаќаат, еднаш преку сметките, еднаш преку субвенциите. Прашањето ми е, предложивте нов модел преку субвенционирање на најранливите категории. Што ќе значи тоа за другите категории? Еве да се примени. Значи ли тоа дека оној кој има поголеми приходи нема да добива субвенционирана струја, ќе добива по цените како што е на берзите или производната цена? Вака сега ние, значи субвенцијата беше во голем процент. Колку е? Да, значи субвенцијата беше негде колку 90%, преку пониска цена на ЕСМ, која нудеше на тендерите кај универзалниот снабдувач и кај операторите на мрежи за загубите. Да не беа тие субвенции, ако се оставеше еви ЕСМ да се биде, какви се условите на пазарот во Македонија и во регионот? 400 евра, еви ние, не 400, 300 евра да понудиме на Ева на Ком, ќе настанеше социјален буд, распад на системот. Добро, веројатно сакам да кажам дека ние треба во моментов финансиски средства за енергетска сиромаштија добиваат луѓето кои што примаат социјална помош
или како и да се вика соодветно, и мислам сега е зголемија и со пензионери од прва категорија на почетокот на оваа година. Но сметам дека кај нас енергетската сиромаштија е поголема и треба точно да се таргетираат тие домаќинства на кои што им треба помош, затоа што и тоа да се единствен начин е по приходи на домаќинство. Тамо каде што имаат најмали приходи, како домаќинство, врз основа на луѓето кои што живеат во едно домаќинство, тие со најмали приходи да добиваат најголема субвенција. Како растат приходите, субвенцијата ќе се намалува до одреден лимит. Има сигурно половина од домаќинствата немаат проблем да се ги покријат своите трошоци за електрична енергија. И знаете, кога се збори кај нас во државата, најосетлива тема е цена на електрична енергија. И сега гледав на еден медиум некоја анализа во која што кажуваат Македонија има најскапа цена на струја во Европа, освен во Албанија било поскапа, но тоа е еден статистички модел со кој што ги анализираат приходите кои што ги имаат домаќинствата и цената. Ама тогаш дај да кажуваме за се. Мобилна телефонија да ја споредуваме, кога купуваме автомобил да кажеме дека во Македонија кога ќе купите автомобил, Голф кога ќе купите, е иста цена на секаде. Дај да кажеме дека во Македонија најскап е Голфот. Да, логиката или е да кажеме мобилен телефон кога купуваме, Samsung некој модел, iPhone, не знам кој изистите, иста цена е сегде. Ама ние само за струјата кажуваме врз основа на, и тоа е тотално погрешна теза. Ајде да кажеме за телефоните. Па не, сега тоа, знаете, се обидува да се спинува, тоа е дневна политика, и мене ми е жал што се обрнува внимание на значи ние кога го правиме за се во државата цени по стандардот и по просечна плата, дај да правиме и за се, не да правиме само за струјата, кога сме дека од кога ќе се воведе ефтината тарифа, ќе имаме поевтина цена на електрична енергија за домаќинствата и од Србија. Кога го спомнуваме оној модел на субвенционирање на струјата преку буџетот, прашањето веројатно е во време на криза дали да ја субвенционираме струјата или да оставиме скапа струјата па да градиме, не знам, школи и градинки, што е поважно. Ама тоа како е од народната, го научивме на Магарево да не јаде треба, да не па се треба па го научивме па умре, да. Така, сега и што го кажа Виктор, тоа е тоа, од неносење на одлуки сме се довеле во оваква ситуација. Не било проблем за 30 години независност во Македонија да се дадат за одреден период 400 милиони евра за да се изгради когенеративна постројка за производство на електрична енергија. Овој народ, овие граѓани во оваа држава, што не од преку буџетот испоплатија, а не им остана нешто кое што ќе им помага во тешки времења. Така. Господа, времето ни истече, ви благодарам што бевте гости во подкастот Живот во зелено. Според ова што го слушнав, ситуацијата е таква каква што е, но е оптимистичка. Ако се носат правилни одлуки, да. И храбри. Благодариме на поканата и можноста да дебатираме на оваа тема. Вас, почитувани, ви благодарам што не следевте и до следното видување пријатно.